За 13 декември е одложено рочиштето на Основниот суд во Солун, на кое треба да се добие одговор на барањето на Министерството за правда на Република Македонија за екстрадицијата на бегалците Горан Грујовски и Никола Бошковски, двајцата обвинети во предметот на СЈО тврдина 2 Јави Мија. Денешната расправа е одложена поради отсуство на адвокатката од тричлениот тим на Грујовски и Бошковски, како и некомплетираниот превод на документацијата испратена од Македонското Министерство за правда. Неофицијално таа била на француски јазик, а за рочиштето морала да биде преведена на грчки. Пресудата за обвинетиот Јордан Ристевски од случајот за шамарите во Центар, кој денеска призна вина, ќе биде изречена утре. Ристевски, откако ја призна вината пред судијата и обвинителите од СЈО, одлучи да се застапува сам без помош од адвокат, откако неговиот застапник претходно Боро Тасевски го откажа полномоштвото, бидејќи и самиот беше изненатен од признанието на вина на неговиот клиент. Почина поранешниот началник на главниот штаб на Хрватскиот совет на одбраната Слободан Праљак, кој денеска испи отров во судницата во Хаг додека му се читаше судска пресуда. Праљак го испи отровот предпладне додека трибуналот му ја читаше пресудата од 20 години затвор за воени злосторства врз муслиманите во Босна. Многумина беа изненадени од неговиот потек со надеж дека тој блефира. Се уште нема официјална потврда што испил Праљак.